Стандардот на граѓаните во време на кризата се заштити. Цените на производите останаа исти без поголеми нагли скокови. Бизнес заедницата е задоволна од владините мерки, но и понатаму велат дека остануваат предпазливи. Според превозниците, мерката на владата за намалување на акцизата придонесе за стабилизирање на цената на превозот, бидејќи транспортот игра значајна улога во формирањето на крајната цена на производот. Тие оценија дека досега владата добро ја менаџира кризата. Она што владата досега го презема, тоа се краткорочни мерки кои што моментално помагаат за ликвидноста на организациите со цел да не дојде до енормно поскапување на цените на сите производи. Транспортерите се задоволни од овие мерки. Потврдуваат дека владата има слух за нивните барања, особено во делот на одлуката за намалување на акцизите. Но светската енергетска криза поради војната на Блискиот Исток ги стави транспортерите кај нас во потешка ситуација во однос на конкуренцијата во Европа, па затоа бараат начин како повеќе да заработат, бидејќи сега единствената заработка им е повратот на ДДВ-то. Предлагаат долгорочни и трајни мерки за да се заштитат до завршување на кризата. Државата со измени на законот за акцизи да овозможи враќање на акцизата за комерцијални превози согласно европските закони. Бараме исто така да се одреди поголем износ на именивници за возачите, на кои што нема да се плаќа персонален данок. Инаку цената на нафтата и на светските берзи забележа пат од скоро 9%, откако дувнаа позитивните ветришта од Блискиот Исток за воспоставување мир помеѓу завојуваните страни. Берзите во петокот затворија со цена на граница од $90 за барел нафта.